председателе. Повторно, со жалење морам да констатирам дека и за општина Старо Нагоричане не се обезбедуваат финансиски средства. Овдека само сакам да напоменам дека паѓа во вода тезата на пратениците од власта дека ВМРО ДПМН, односно пратениците на ВМРО ДПМН поднесуваат амандмани само во општините во кои што истите имаат градоначалници. Јас, еве, како што може да се види, поднесов амандман заедно со Иван Стојковиќ и Владо Мисајловски да се обезбедат финансиски средства за општина Старо Нагоричане, каде што градоначалник е, односно градоначалничка е од редовите на политичката партија СДСМ, со истиот аргумент дека треба на една ваква општина која што е од рурален карактер и со помалку приходи да се помогне во делот на инфраструктурниот развој. Еве со овој амандман би го демантирали претходната реплика на колегата Бајрам Кадрiju дека барам пари за општина која што е урбана, како што е Куманово. Еве, зборуваме сега и за општина која што е комплетно рурално, иако во Куманово, за информација на колегата, на јавност, има преку 40 до 50 села од рурален карактер, кои што апсолутно во 21. век немаат. Најголемиот дел од нив водовод, воопшто немаат, канализација да не зборуваме, а огромен процент немаат ниту пристапен пат. Зборуваме за села кои што се населени и има огромен број на жители, како што ги напоменав претходно, село Тагино село и село Романовце. Романовце дури е ти од мултиетнички карактер, каде што живеат и албанци, и македонци, и се села кои што се гордост на Куманово затоа што се големи, функционираат, живеат со училишта, со млади луѓе, и така што мислам дека погрешна беше одлуката на владата да не ги прифати овој мој амандман. Во делот нисто на Старо Нагоричане се работи за општина со многу села, многу лоша инфраструктура, не речам никаква во повеќето села, водовод, канализација да не зборувам, и земајќи го во обзир степенот на децентрализација кој што стагнира во Република Македонија, не може да биде оправдување нешто дека ете така било повеќе години. Суштината на владење, на водењето на држава е да се менуваат работите. Суштината е работите да одат на подобро, и ако одреден начин на финансирање не е добар, да се измени, да се најде подобар начин, да им се даде флексибилност на општините самите да си ги креираат приоритетите. И затоа јас конкретно не сум навел за кои патишта локални се работи, затоа што тоа е надлежност на совет на општината, на градоначалникот на општината. Суштината на пратеник е да се потруди за тие населени места да обезбеди финансиски средства за да се реализираат проекти. Приоритетите нормално, природно, така ја сметам демократијата, барем дека треба да си ги одредат самите жители преку своите представници во советите на општините. Мислам дека уште еден чекор на владата, мислам дека требаше да се прифати овој амандман и да им се помогне на една рурална општина како што е Старо Нагоричане да покрене одреден инфраструктурен развој таму и да се поврзат поголем број на населени места. За жал што е тука, продолжуваме заедно со граѓаните во битката за подобар комунален живот на граѓаните на општина Куманово, општина Старо Нагоричане, тој цел регион и нормално на Република Македонија. Ви благодарам.